Ели? Ми немаш звонето одавна. На таткото ти денес пак не му е добро. Ситуацијата со болеста повторно се врати веројатно. Се погрежив за него, го легнав да одмори, ги разуредив саксиите во дворот, направив ручек, гледав телевизија и сега немам што да правам. Како се децата? Пакни ги, гушни ги силно од мене, те молам. Кажи им дека баба ги сака. Што ли ти треба барем веднаш, добро? Ке те чекам да ми се јавиш. Ало? Ели? Татко ти? Почина. Јави ми се најбрзо. Мамо, што е? Што се случи? Дедо ти почина. Ели, што е? Ели, добре, Ели, се поле. Ништо не е морет, Роберт! Ништо не е морет! Како ќе се справиме за ова? Како ќе се справиме за ова? Како ќе се грижиме за мама? Тата и беше целиот свет! Како ќе да го ходиме неговата празнина? Ме ние сме толку далеку! Тука во Англија! Далеку од нас! Сите ќе бидеме тука за неа, мамо. Не грижи се. Што е? Зошто викате? Лила, зошто мама плаче? Кажете ми. Марија, мама само што дозна дека... Што дозна? Дедо ти почина, Марија. Звони му на вујкот и веднаш. Ама како тато по... Мама и вујче едва изборуваат? Не е битно тоа, Марија. Звони му на вујкот и веднаш. Ке мора подвидно да се врати во Македонија. Пакувајте ги поведи. Како да се вратиме во Македонија толку брзо? Марија, те молам! Што е, мајко Цвета? Изгледаш некако пребледена. Што се има случајно? Марко, дете мој, дете кое не дојде од мене, но Бог ми го подари. Мојот свет е срушен. Океанот на моите соништа се претвори во ураган на денешното утро. Никола Сабелинова беше одведен во одделот за интензивна нега. А кратко потоа, докторот дојде и ми кажа: Ивко, едвај отварајќи устата. Машви почина. Знам дека знаеше дека тоа ќе го сруши цел живот во мене. Градот е мал и сите знаат како живеевме. Дека бевме сами и дека единствено што беше сето ова време беше тој и токму тој. Ти не си само мајко. Иако твоите деца си толку далеку. Тие се секогаш тука за тебе. Знам што ќе кажеш си. И знам дека можеби нема да бидат комплетно истите работи, како работите што ми ги кажаа сестрите од болницата, комшиките, далечните родни. Но ништо тоа нема да ми помогне, стихко! Јас навистина останав сама во таа куќа со толку многу прозорци и толку многу брати. Сликата во која мојот
во мојата убава, долга, широка венчаница од белсате, што стоеше на столчето кога се вратив од болницата. И не знам некако, како за прв пат да почувствувам дека е таму. Не знам некако како сите дотогаш нешта кои беа само безсмислен украс, сега оживеа во моите очи. Никола, дојди те молам! Никола, те молам, дојди, Никола! Дојди, Никола! Никола! Те молам!
Господи Исусе Боже наш, Ти си пазител на сираците, прибежиште на неволните и утешител на оние кои што плачат. Јас, сирак, прибегнувам при Тебе, плачам и Ти се молам. Те молам, милостив Господи, намали од тагата поради разделбата со мојот родител Никола, неговата душа, почината со вистинска вера во Тебе и со цврста надеж во Твоето човеколюбие и милост. Прими ја во Твоето небеско царство. Марко, не знам дали ќе можам да се вратам дома. Се плашам. Тамо е празно без него. Ти, татко Никола, не примивте како своје дете. Кога мене ми беше најтешко. Откако починаа моите родители, вие направивте се што можете за мене. Никола до последен момент тебе многу те сакаше. И верувам дека ќе му биде мило, токму ти да го осветлиш неговиот пат до вечното живење. Ќе ми биде чест, мајко. Знам дека е тешко, но Бог е со нас. За секогаш. Заедно ќе го најдеме мирот, верувај ми, мајко. Ама како, Марко? Како да најдам мир во празна куќа? Без неговиот глас, без неговата насмевка. Бог нека ти даде сила, мајко. Замисли, Никола сигурно спокојно почива, знајќи дека остварил нешто големо во неговиот живот. Дека љубовта со тебе беше огромна. Јас знам дека тој не почива спокојно. Кратко пред да почине, ми кажа да му се јавам на Симон, да дојдат, да му се извини. Но предоцна беше. Како си? Си ја заборавив повеќерата дома. Сега ќе треба да ја гледам од вратнава кутија секој пат кога ќе ми се пуши. Најлошо е што прстите ми се заглавуваат и секој пат кога ќе повлечам цигара таа се кине. А тутунот паѓа на дното од кутијата. Прстите ми се налепени со тутун и мирисаат одвратно цел ден. Самата знаеш дека уште толку одамна ме нервираше тој гаден мирис на цигари во твојот здив. Тој гаден чад, облак, кој секогаш беше како залепен над тебе и треперењето на твоите раце кога немаше цигара во близина. Секогаш ме нервираше, а гледам дека ништо се нема смени. Се сеќаваш кога умре дедо Васил? Ти беше многу близок со него. Секоја вечер оставав кутија цигари на прозорецот во дневната, скриени под гранките на лимоновото дрво. Секоја наредно утро палеше точно една цигара.
Зарем мислиш дека не беше намерно, дека само случајно решив таму да ги оставам додека ти не престане денонокно да рикаш? Нема работи за кои се каам, а да не сум ги направил во беда или без. Кога веќе зборуваме за ова, кажи ми зарем ти не се сеќаваш кога ни го отруе кучето на улицата, малото куче што го чувавме, и некако магично автоматската светилка во дворот секогаш беше уклучена кога си идеш од училиште. И зарем не се сеќаваш кога те задеваа момчињата од улицата и јас секогаш ќе дојдев како да може воопшто нешто да направам. Сеќаваш ли? Секогаш се молев да дојдеш. Иако отпосле јас ми се изјаснувам дека те мразам за тоа што си дошол. Мама ми велеше да не велам така. Ми велеше дека ти си ми брат, заштитник, кој некогаш ќе ми биде потребен до мене. Секогаш ќе бидеме брат и сестра, Симон. Тоа никој не може да го смени. Брат и сестра. Какви се тие брат и сестра кои едно изборуваат, Ели? Кажи. Симон, мислам дека животот научи да бидеме сами. Животот може да не научи на многу работи, а ние самите одбираме дали ги прифатиме или не. Тоа не е изговор, очигледно е што ние сме избрали. Знаеш, понекогаш кога ќе се вратам од работа и ќе легнам на спалната со чаша вино во раката, замислувам до мене на потејата. И посакувам, барем да можам да кажам извини, барем пак да се испокараме. И потоа го зимам телефонот и те барам, ама ти ретко кога ќе се јавиш. Не. А кога ќе се јавиш, не сакам да те преоптоварувам со моите глупости. Не, Ели. Не, Ели. Не е вистина дека ретко кога се јавувам, целосната вистина е дека ти многу ретко ме бараш. Предходниот август те чекав цел месец да ми честиташ роден ден. Кога дојде септември, морав тебе да ти честитам, за да не изгледам премногу луд, обседнат и алчен. Симон, знаеш дека во август бев премногу зафатена со Роберт и покрај тоа ми го вадиш низ нос. На Роберт му падеше блако да ме остави за секогаш да ми ги земе Марија и Мила, а јас требаше да се замарам со твојот роден ден, а? Тоа ли требаше? Ели, една порака немаше да ти одземе многу време. А знаеш дека самата си крива? Самата си крива за проблемот, за ситуацијата со Роберт, поради ова. Поради твојот огромен проблем со биењето. Симон, зарем не гледаш дека душава ме стега и дека не можам веќе вака да функционирам? Оставена сум самата на себе. Англија ми е истица душата. Ме оскрнави и ме остави да гнијам во земја како скапано јаболко. Тато умре. Мама е скршена, не знам како ќе продолжи. А ти се расправаш со мене. Зар не ти е жал за тато? А? Не ти е жал? За тато? Да. Дали ми е жал за тато? Ме прашуваш? Дали ми е жал за тато? Не ми е кајле за тато? Самата си свесна за тоа. Дојдов тука само за да ја помогнам на мама. Јас одамна раскрсти со тато и ти си повеќе од свесна за тоа. Ама не. Ти секогаш си прашувала прашања на кои многу очигледно го знаеш одговорот и пак го правиш тоа. Помина толку време, Симон. Ти никако да заборавиш. Ама веќе смени се! Не може за секогаш да ги памтиш само лошите работи. Тие ти го оцрнуваат мозокот. Не размислуваш чисто. Те прогонуваат се додека не умреш. Зарем сакаш кога ќе гниеш во земја да бидеш обседнат со тие твои детски глупоштари, а? Детски глупоштари? Да, детски глупоштари! Детски глупоштари! Како можеш тоа да го кажеш? Ти беше таму, ти знаеш што се случи, знаеш колку многу тоа ме погоди. И зошто мислиш дека ми е гајле што ќе се случува кога ќе бидам закопан 3 метра под земја? Знаеш што е важно? Важното е тоа што се случи пред толку многу години. Тоа што можеше да ми го промени целиот живот, а тој одлучи да ми го одземе. Не му просто. Никогаш нема да му просто. Макар завршил мртов, макар да горам во пеколот, ископај ми ги очите и извадил го јазикот, ама не му простувам на тој човек. Никогаш. Имаш син, Симон. Не го заборави тоа. Тато веќе го нема.
Во еден час се качивме на авион и дојдовме тука. Имав толку важен тест по англиски. Ке си ја мавам главата од зид ако извадам лоша оценка после. Чувствуваш промена овде? Некако се е поразлично. Англија е тмурна, депресивна и облачна постојано. Уште откако дојдов овде, поубаво е. Луѓето се подобри и повесели. Што е поубаво тука? Не ги гледаш улиците, распаднати и стари. Куќите кои 20 држат на темели. Не ги гледаш ли децата сираци и бездомните животни на улиците. Англија е убава, таму е целиот мој живот. Сите луѓе кои што ги познавам. Добро, Марија, нема напаѓај мене. Англија не е толку убава. Па таму немам никој. Ја се чувствувам припатена. Англискиот не ми е толку добар. Сите ме одбегнуваат. Мама е запатена со работа. Не ја сваќаш ли? Или тебе не ти е гаја за ништо? Ако ти е толку убаво овде, брати се и живеј тука. Никој не ти брани. Кај сте, бе? Види. Од кога се немаме видено. Што правите? Како во Англија? Ние додаве и масло на окно. До сега се расправавме за тоа. Остави на нас. Седи. И кажи, бе, како тебе во Германија? Нови пријатели, нова школа, нови професори. Животот во Германија е добар. Знаете како и секаде. Живееш за да помине денот. На училиште е навистина многу строго. А за викенди излегувам со другарите. Ете секаде е поубаво од тука. О, леларно што и текнало на мама да испадне од оваа скапана дупка. Па стварно не знам што ќе правев ако живеев тука, најверојатно ќе се обесев. Како можеш да речеш така, кога сите блискини се овде? Само за Англија ли ти е гајле? Па дедо умре. Единствените спомени што ги имавме со него се овде, во Македонија. Дедо го сакам. Ама Македонија никогаш нема да ја сакам. Нема ништо убаво во закрпените улици и изгасените светла во темните сокаци. И прекини да се караш со мене. Знаете дека одбај си имаме видено последнија 5 години? Англија и Германија можеби не се толку далеко со авион. Но откако се заостри односите на тато со мајка ви, како да сме на различни планети. Па на улица да ве видам нема да ве препознавам. Не ве допира ова. Во право си, ама и ние не сме криви за тоа. Дистанцата го прави својот. Зошто јас да се замарам да зборувам со тебе, кога ти не си се ни замарал ни роден ден да ми честиташ? Се жалиш, ама верувам дека не ми знаеш кога ми е роден ден. Ајде баш да те видам, кажи ми. Добро, Марија. Ете, ме фати. Не знам. И што докажа со ова? Дедо умре, а јас одбај да го познавам. Ги слушав само туѓите приказни за него. Татко ми секогаш вели се најлошо за него, а баба ми го велечи како да некој светец. Пак ќе ти кажам, ние не сме криви за ова. Знаете, понекогаш мислам дека се би било полесно ако сме сите заедно, како другите нормални братучеди. Нормални. Да. Па јас подобро би била подалеку од сите, ако тоа значи да сум подалеку од овде. Барем тогаш ќе знаеш дека не си сама. А кој ми гарантира дека ако живеев тука немаше да бидам сама? Земјава е практично проколната. Брат со брата во очи не се погледнува поради 1 хектар земја. Братучеди си забиваат нож во грб. Деца со родители не се поднесуваат. Зарем не гледаш дека Вујче е скаран со дедо, мама и Вујче се како вода и оган, како плима и осека, променливи како временската прогноза. Еден ден се сакаат, друг ден очи ќе се истераат. За ништо не е доцна, Марија. Дедо умре, ама ние имаме време да се поправиме. Секогаш мислев дека има доволно време да станам поблизо со дедо. Ама ето, тоа време веќе го нема. Што би направил поинаку Филип? Би го здахал кон Николас. Би станал поблизо со него. Би го слушал како ми ги раскажува неговите приказни. А сега можам да се задоволам само со туѓите приказни за него. Се
сеќавам. Беше лето. А дедо на натера сите да излеземе во дворот и да се сликаме. Да, а јас се криев позади. Не сакав да ми има на слика. Дедо тогаш на вистина ми се наводи. Сите тие сеќавања се само спомени сега. Па нашите деца нема ни да ја знаат нашата фамилија. Нема ни да се сеќаваат на нас. Нема да го имаат ни она малку, ние што го имаме. Животот не е толку едноставен. Секој си има своји проблеми и предизвици. Знаете што? Дедо Никола еднаш ми кажа дека семејството е како цвеќе. Доколку не го негуваш, тоа ќе овера. А нашето семе е далеку после степенот на овенување. Тоа е скапано. Секој зборуваше со такви метафори. Може би беше во право. Може треба да посадиме ново семе. Може би. Сите ни кажуваат дека смртта е дел од животот, дека не е крај како почеток. Смртта е последниот четвор кон местото за да ќе видиме вечно спокој. Но денес, кога овде стојам и го испраќам мојот ментор и татко Никола, не можам да си поверувам на овие мисли. Никола со себе влечеше товари кои во кумина можат да ги замислат. Во него имаше многу љубов и исполнителност. Тоа го видов во начинот на кој љубеше својата жена. А ние кои остануваме овде и мораме да ги продолжиме животите без нашите наими, нам ни е најтешко. Но може би најдобриот начин да се справиме со губата на нашиот најблизок, да носиме секој неумирен дел од него во нашите срца за секој. Никола за мене стана татко кога јас немав татко, кој ми обезбеди покрив над глава, кога мене ми беше страв сам да спием. Пулку, неговата љубов и добрина да беше тивка и скриена, но без не изгради во човекот кој што сум денес. Ај, доста. Доста беше. Доста, веќе слушав неколку минути и веќе не можам да слушам. Тие сите стоите тука и се преправате дека тој бил некој голем човек, столб на фамилијата, голем татко. Епа, погодете што? Не беше, повеќе му беше гајде за својата гордост, отколку за неговите деца и нивните желби. Што е ли? И ти си застанала таму и смислуваш да кажеш нешто, некој убав збор, да најдеш нешто добро во него, ама не ти успева, нели? И само да знаеш дека не ти успева, заради тоа што тој не направил ништо добро, тој никогаш не беше добар татко, никогаш не ни беше татко и никогаш не беше тука за нас, дури и тогаш кога ни требаше најмногу. Не можам да стојам тука и да се преправам како сите вас, сите до еден, да се преправам дека тој заслужува почит од мене, дека заслужува да застанам и да плачам за него, бидејќи не заслужува почит од мене. Ама добро. Така нека биде.
Вие преправајте да се дека се е во ред, но знам, верујте ми дека знам, дека во секој еден од вас, длабоко во вас, го имате чувството дека тој не беше ама баш ништо помалку од една обична гнида. Симон, доста веќе, прекини! Прекини! Мамо, стани. Никола, кажи им, Мамо, кажи им дека не беше така, Мамо. Никола. Мамо, ајде, стани. Оди потрче по Симон Мамо, и ајде. извини му се. Не е премногу Мамо, доста. стани. Смири Вие се. многу се сакате. Вие од секогаш многу сте се Мамо, сакали. ајде. Ајде, оди. Само кажи му извини и тој ајде. веднаш ќе ти прости, ќе видиш. Мамо, ајде, И стани. јас знам дека го сакаш тоа. И тој тоа многу го сака. Мамо, смири се, стани. Зарем не се сеќаваш колку многу сакавте да играте фудбал кога беше мал? Зарем не е тоа прекрасно, Никола? Те молам, Никола! Кажи им дека не беше така, Никола, убеди ги! И јас знам дека ти имаш срце најголемо на целиот свет, Никола! Те молам, кажи им, Никола, Мамо, убеди смири ги! се. Никола! Викај, Никола! Викај! Крисни, Никола! Нека те слушнат сите! Не можам да го осудам Симон. Ниту еден од нас не може. Сите носиме свој бремиња од него. Никола беше добар човек. Секогаш на свој начин. Зарем не е така, Еми? Сигурно може да ти текне, не знам, на некој спомен, на нешто што ќе го убедиш Симон. Мамо, отстави. Понекогаш не може да ги убедиме другите. Понекогаш не може ни себе си. Не! Јас знам каков човек беше тој и знам дека ме сакаше, а ме сакаше и сите вас. Само не знаеше тоа да го покаже. Не е доволно. Како можеш да го кажеш тоа? Не е доволно само да сакаш мајко. Љубовта не е доволна ако остане закопана под страв, под гнев, под гордост. Мамо, остави, смири се. Јас го почитувам тато, но морам да го признам ово. Ама вие сте негови деца! Како може да го зборувате воа? Он не беше лош човек! Само беше човек! Смири се. Мислев дека враќањето дома ќе биде познато. Мислев дека ќе биде како враќање на место каде што се чувствувам убаво и удобно. Се е толку ладно и мрачно сега. Ти, тато, веќе не ни знам кој беше. Секогаш беше цврст, сталожен и смирен. Се прашувам, зашто некогаш не ми зборуваше мило како другите татковци? Зошто беше толку оддалечен? А сега знам дека никогаш нема да добијам одговор на тие прашања. Толку долго пробувам да најдам место што ќе ми биде како дома. Ама никако да го најдам. Може би дома не е место. Може би дома се само луѓето за секогаш закопани во нашите срца. Нели, тато? Јас знам дека ти за секогаш ќе бидеш во моето срце. И знам дека кога дури ќе бидам најдалеку од тука, дома ќе бидеш ти. Мама, Симон, големата куќа, јабокницата. Дома ќе си бидам јас. Таа јас што се чувствуваше најсакано и најубаво токму тука. Колку и да е мрачно сега.
Каков погреб беше овој? Фалеше уште некој да извади пиштол и да не масакрира сите. Не ми се верува од каква фамилија сум дојдена. Не ми се допаѓа повеќе атмосфера. Сите се лути и агресивни. И тата многу напнат околу погребот. Не сакаше да дојде. Го натера баба, ајде тели му велеше да дојде. Дека мора да дојде. Од почет порне. Знаеш, Филип, таткот и тетка Тели многу се сакаат. Тие беа многу поблиски кога беа помлад. Кога живееа заедно овде. Каква и помош да му требаше на едниот, ќе ја добиеше од другиот. Не е лесно да си многу далеко. Тетка Тели постојано тажи по својот брат и многу е криво што не може да се види. Со него и со теб. Знам. Тато многу е сака да скеје. Но има кажа дека таа неретко заборава на него. А го имам видено како плаче додека гледа војниците од нив бајци. Оддалечено што го прави својот. Сите ние пробуваме најмногу што можеме да останеме поврзани едни со други, но зафатени со работа, со обврски, често забораваме едни на други. Ели и Симон често се караат, но верувајте ми, тие многу се сакаат. И себе направиле децата, па дури и себе. Што е ова? А сети се ова? На делот и Никола бе? Сигурно има нешто во нив. Може ли да ги пушти? Сакам да видам што има во нив. Тој јас сакам. А што е ова? Дето Никола пишувал песни. Ола? Не знаев дека бил романтичен во душа. Ете на кого била мајка. Сигурно ми мама не знае дека ова постои. Дај да видам. Твоите очи толку сјајни. Твојата коса толку убава. Твојата става толку нежна. Срцето мое само за тебе бие. Сега разбирам зашто крива книгава, вакви песни во прво одделение пишува. Мислам дека може нека сите на Стефано да изпише. Дали чудо воопшто работи? Се надевам. Ајде да пробаме, стави го сега. Денес е голем ден. Ели напиша стихотворба за мајка си. Цвета се расплака. Штета што ова не сме го слушнале досега. Може би не сте го познавале толку добро како што мислите. Ставете уште едно. Денес Симон ми рече дека сака да стане фудбалер. Само се насмевнав и го гледав како ја шутира безцелно топката во дворот. Може би дедо бил повеќе емотивен од тоа што сме мислеле. Или може би само не знае како да го искаже тоа. Мислам дека треба тато ова да го слушне. Дај zmije šračinja, дај zmije
видиш лиценце, да ми видиш чисто, како вчера исто. Цвето! 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 Баба Цвето, добро ли си? Сакаш да го тргнеме превезот? Што мислиш? Што крие тоа парче ткаенина? Што има под него? Што има? Цвето, мори! Не ми плачи! Не клети! Застани право! Сакаш да го тргнеме превезот? Сакам. Епа, ајде тогаш. Ама не се изненадувај премногу. Не гледам ништо. Сакаш да видиш нешто, Цвето? Сакаш да го видиш на Цветото нешто? Епа, ако толку сакаш, ќе ти ја исполнам желбата. Само ова и ни една друга. Запомни, немој да мислиш дека секоја желба ќе ти ја остварувам. Не биди подла. Еве ти, види се. Зошто сум толку стара? Каде е моето младо и нежно лице? Раците ми се суви изгрунчени, бледи како крв. Каде ме донесе? Те молам, врати ме назад! Те молам! Цвето, мори! Ова е реалноста. Ова е сегашноста. Ова е судбината. Јас сум судбината. Не свати ли досега? Кошмар сум од кој нема да избегаш. Ама јас сум млада и јас не личам така. Тоа е мојот фустан. Што правиш ти со мојот фустан? Заврти се! Која си ти, девојко? Цвето! Цвето! Заврти се, девојко! Цел живот е пред тебе. Ајде да го видиме тоа твое убаво румено лице, Цвето! Ти си? Јас? Никола! Никола! Никола сум ти! Јас никогаш нема да бидам ти. Ти си стар, грда и без маш! Како тоа? Стара, грда и без маш! Тука е Никола! Тука се децата! Никола! Никола, 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 Никола! Аман веќе! Ти распара ушиме! Не можам да те слушам! Нема да дојде! Го нема веќе! Разбери! Која си ти, девојко? Кажи ми те преколнувам. Разбудиш бебето! Отивко! Дали воопшто не помниш која си? Па веќе си кажи само. Ти си јас. Ама јас не сум ти. Еднаш многу одамна јас бев твојата рефлексија го огледал. Раците ми беа нежни и масни. Телото ми беше тенко и завидно. А гласот ми беше смирен и милост. Не допрени од мене. Пред да ти раскинам таа твоја убава фаца, да ти ги скратам тие твои долги нозе, да ти ги наполнам очињата со солзи и да го земам твојот клеп маш. Прекини! Прекини! Моето срце беше цело, не скршено. И каде отиде сето тоа? Джагам по куќата. Топлината ти те мали рачки. Кој бебеци? Тие те гледаа како самото сонце. А машто? Тој премногу те сакаше. Ама таа ти си всушност јас! Мене ме сакаат децата и мене ме љуби Никола, а ти си никој и ништо! Да те прашам, го памтиш неговиот глас? Запамети го добро, затоа што немаш уште толку време. Што се украде времето од тебе, Цвето? Јас украдов и ќе украдам се што е останато од тој твој беден живот! Го гледаш тука? Или го гледаш само гадното, тажно, спурено лице, а? Дел по дел ме остави назад и сега остана сам. Вдовица, 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 вдовица,
Не можам да излезам. Ама па, Влада за секогаш тука си. Што ке правиш сама сега? Кажи што ке правиш. Сама си на овој свет, Цвето! Млада, убава, со маж, со деца. На кој му е полош, што мислиш? Ама јас не сум сама. Тука е Никола. Тука се децата. Каде е Никола? Каде се децата? Се лажеш? Нани, бебенце. Каде се децата, Цвето? Каде се? Ги нема. Јас сум тоа што ти беше и тоа што никогаш нема да бидеш пак. И се уште останам да чекам, да гледам како времето и судбината полека на сигурно те уништува. Ти знаеш, сладко ми е тоа. Бебето! Што се случи со бебето? Што ме направихте на бебето? Нани, бебенце! Ошарено бебенце! Не може никој да го откаже. Кревките конци на вашите животи. Колку лесно се витка. Колку лесно се кина. Мислите дека судбината е во вашите раце. Но суровата судбина е дека таа е единствено во моите! Само јас можам да го вратам времето. Да се подсетам на вашите гадни животи! Се посврши, сербездонка, се посврши, сербездонка, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сербездонка, на јагничкови, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, сербездонка, на јагничкови. Јани! Целосно се градија, ај! Знам дека ќе го постигнеш и ова. Не се верува дека Небиски најадови ќе студира литература во Белград. Заслужено си. Големиот труд се исплати, виде. Горда знам, мајка. Белград? Толку далеко од овде. Светот надвор не е како што мислиш, Ели. Светот надвор почесто е суров отколку нежен спрема луѓето, а ти, Керко, ти не си спремна на таков чекор.
Верувај ми. Па Белград не е толку далеку. Ќе можам да доаѓам секој месец. Ќе запознам многу луѓе, ќе научам многу нови работи. Тоа многу ќе ми помогне во кариерата. Сакам да направам нешто многу повеќе од ова место. Имам големи планови, тато. Да. И јас добив стипендија. Браво, сине, каде? Во Берлин. Браво си. Нема шанси! На крај памет! Како тоа нема шанси. Тоа. Знаеш ли колку учев за ова? Па ова ми е целата моја иднина. Или веќе си оди. Белград е доволно далеку. Берлин! Берлин не доаѓа во време! Ни требаш тука! Зашто ви требам тука? За да останам овде, во ова мало место како тебе и како мама. За тоа ли? За да станеш нешто повеќе, не значи дека треба да си одиш од овде! Симон, кажи ми зашто јас и мајка ни толку многу години ве одгледувавме! Толку надеж положихме во вас! Одговори ми зашто! Само поради тоа што тебе ти е страв да не останеш сам и да нема кој да го нижи тутунот. Само поради тоа ли ќе ми го забраниш ова? Кажи ми тоа ли е? Што знаеш ти бе? Мислиш дека знаеш многу работи? Не си во право, синко, грешиш, верувај ми, грешиш! Уште си многу мал. Бегањето од нас мислиш дека ќе ти донесе добро? Не си во право, само ќе ти испразни однатре! Само сакаш да останам овде, да го живеам истиот живот што ти го живееш. Не сакаш да ги слушаш моите желби, моите планови. Не можеш да ме заклучиш овде. Слушај ме. Доста беше. Не подпишувам, не дозволувам. Оди си! Доста беше, Никола! Не сакавите повеќе. Ќе најдеме решение. Нема зашто да се зборува, решението е веќе пронајдено! Ме слушате ли? И си отидам од тука на овој или на оној начин, тато. Веќе никогаш, ама баш никогаш да не зборуваш вака со мене! Мрсулко ни јаден! Оди си! Што? А не е ли целта да ни дадеш шанса да бидеме нешто повеќе? А? Тоа го правам. Ве држам прицврстени за земја, да не ми летате премногу во облаци. Керко, големите градови не се за нас и ќе ви искршат. А што е животот ако постојано се плашиме и никогаш не пробаме? А? Знаеш што? Животот е она што го градиме тука, со нашите раце, а не во другите земји. Пазите, верувај ми, не сум во право. Никола, зарем не се сеќаваш ти кога сакаш да одеш подалеку во странство. Твоите не те пуштија и ти ги препоруваше за тоа. Како да бидам добар? Сака да оди во Берлин. Колку дале? Сака да оди во Германија. Што се замислува тој мрсулко? Никола, децата порасна. Од секогаш сме сакале да прераснат во големи, паметни и зрели личности. Личности што знаат што сакаат.
Да. Да, така беше. Зошто мора да си одат толку далеку? Изградихме дом овде. Им дадовме се. Сето тоа сакаат да го заборават. Да го заборават и да си отидат. Нас да не заборават. Не забораваат нас. Земаат тоа што сме им дали, тоа што ти си им дал. И ќе го однесат тоа далеку, далеку од тука. Им дадовме добри корени. Единствено што им треба се сега само крила, за да полетаат. Кажи ми зашто ќе ми се тие проклети корења, кога моите деца нема да бидат тука покрај мене? Што ќе ми е целиот свет? Што ќе ми е сето тоа, кога нема да можам да ги видам? Кога ги имаат деца, како ќе си ги гледам со тигата? Мене ми е нешто! И мене ме боли, но барем нешто во мене! Нешто што ќе ме утеши! Децата не ни должат ништо нам! Остави ги да летаат слободно! Страх ми е! Страх! Од што ти е страх? Не сакам да ги изгубам. Не сакам да имаат стата судбина кој мене. Никола, децата морат да си изградат собствени животи, да си одат по собствените соништа. Нема да ги заштити со тоа што ќе ги заковаш овде за секогаш. Разбери! Што никогаш не се вратат? Што ако останеме за секогаш сами? Не прифаќам! Не прифаќам! Сигурно останува овде! Знаете, велат, крушата под круша паја. Никола мисли дека е силен, дека е цврст како карпа, дека никој не му може ништо. Ама јас гледам се. Видов и како неговиот татко се однесуваше со него. Јас ги проткајав конците на неговиот кобен живот. Да, јас сум заслужна за се она што се има случено. Никола, ги изнесе ли овците на пасење? Не, тату, има... Што имаше? Нели реков да извршуваш се што треба навремено? Да, ама бев со Цвета и забораве... Знаеш ли со таа Цвета? Ништо, само зборувавме. Какво е тоа долго зборување? Знаеш што треба да правиш? Море, така ти треба тебе. Никогаш повеќе да не му преречеш на татко ти. Добро! Оди сега и прави тоа што знаеш дека треба да правиш. Чекай мало. Знаеш ли што слушаме? Што е? Кажи побрзо. Син ти сакал да оди на воена академија. Молам? Да. Сакал да оди далеко. Изгледа не му било убаво со нас, така разбрав јас. Никола, вистина ли е ова? Тато... Кажи ми, вистина ли е? Кажи ми одма! Да, вистина е. Абе ти нормален ли си? Мислиш дека ќе можеш да го правиш тоа, а? Изгледа на Цвета му наполни главата. Нема шанси! Оди сега и прави го тоа што треба, да не се повторува. Ти викам јас на Цвета му полни главата. Тоа подмолно мало змијиче. Не зборувате така бесетно! Што рече? Реков! Повтори што рече! Реков бесетно! Да не се повтори! Ти мислиш дека татко ти те сака, нели? Мислиш дека е тука за тебе? Дека те поддржува и дека ќе направи било што за да те направи среќен, а? Како го гледаш ти светот? Наивен си, смотан!
Ниш не те сака. Не. Си еден обичен мрсулко. Секој ден тој се повеќе сваќа дека не те бива за ништо. Како растеш, така тој се повеќе е подалеку од тебе. Се повеќе не те сака. Не. И верувај ми дека го преполнува денот кога си се родил. За тебе нема никаков спас. Ти си беда на бедите. Никогаш нема да те сака и никогаш нема да те пушти на таа глупава академија. Слушај ме мене. Ти оставија таа цвета, оти нема да испуткаш далеко. Знаеш што? Ќе си одаме на ден! Ќе видиш! Ах, мрсулко! Мисли дека може да ми рече гештерка и субаво да си помине? Не, Никола. Може сум нешто многу полошо од гештерка. Сакаш да одиш на академија? Сакаш да одиш на академија, а? Сакаш да направиш нешто од себе? Ако ме прашаш мене, нема да бидеш ама баш ништо, детишти едно. Секој ден што го поминуваш тука е подарок кој не го заслужуваш. Јас нема да дозволам ти да ми се качуваш на глава. Ај мислиш дека многу сакам да те гледам. Ќе видиш ти. Ќе видиш. Сите имаме огромна болка во срцето. На сите ни е премногу тешко. Најдете начин барем во овие моменти на несреќи и тага да направите нешто убаво, да се сплотите заедно. Вие сте фамилија. Крвта не е вода за помнет. Докато Никола ве сакаше сите вас премногу. Тато многу ме сакаш и тебе. Ти си дел од нашата фамилија. Благодарам, Ели. Нема ништо што би ми значило повеќе од ова во моментот. Зарем не вреди да оставиме се зад себе? Да се подсетиме на сите убави моменти изминати со него. Зарем нема да е поубаво така? Би сакала да поминам повеќе време со него сега, но не можа! Веруjem ми, Керко, сите го сакаме тоа. Барем децава да го познава подобро. Секогаш ќе ги памтам неговите совети. Долгите телефонски повици, во кои немаше многу да кажем, меѓутоа сепак ги правевме. Кога дури на мој 40 години, тој се загрижуваше кога немаше да го се јавам. Сите преживуваме различни работи. Сите го памтиме на различни начини. Важно е дека тој секогаш ќе остане во нашите срца. Дури и јас, кој никогаш немам живеено овде, се чувствувам пријат. Има нешто посебно за ова место. Тоа е местото од каде подекнуваат вашите родители. Тоа е местото кое
За секогаш ќе остане во вашите мисли и соништа. Вашите корења тешко можете да ги отворнете. Затоа што корењата не прават она што сме. Без нив сме како дрво без сенка. Затоа е потребно да се подпреме еден на друг. Вие уште се еде тука. Уште седите тука и уште тажите за тој човек. Зарем се запрашале дали тој би плачал за вас? Би плачал? Ова не е местото. Начинот на кој ги кажуваш овие работи не е добар. Прибери се. А до кога ќе се залажуваме, до кога ќе се ги мачкаме очите со прозирно мастило? Зошто? Кажи ми, зошто треба да се залажуваме? Симон, тато на вистина многу те сакаше. Тоа се лаги! Ако ме сакаше, немаше да постапи така. Ке беше вистински татко и ке ме разбереше. Тато, те молам, тато, време е да се одиме, тато. Филип, слушај. Ако јас сум таков татко кон тебе, како што тој беше кон мене, сакам да ми тукнеш во фаца. Симон, доста веќе, прекини! Смири се. Сите вие треба да го прифатите на фактот дека се што тој направи за секогаш ќе биде заробено во вас и дека веќе нема враќање. Сега тој не може да каже ни извини. Знаете што? Знаете ли како се чувствував сите овие години? Се чувствував како празен човек, како празно битие, некој кој постојано чека негово одобрување и никогаш не го добива. Ти рече дека ме сака. Како тоа ме сака? Љубов ли беше кога сакаше да ми ги намерне неговите скапани желби? Љубов ли беше кога ми рече дека ќе пропаднам ако не ги слушам неговите совети? Единствено жала. Што сега веќе не можам да се разберам со него во лице. Затоа што тој умре и веќе нема враќање назад. Умре! Како тоа умре? Што зборуваш, сине? Да чекаме татко ти. Тој ќе се врати. Како тоа умре? Што зборуваш? Yeah.
Умре! Рифати умре! Ти реков да си одиш! Оди си! Оди си. Оди си. Тато, чекай, види, не најдов оваа касета. Ја снимил дедо, некој време пред да почине. Годините поминаа брзо. Исто како бојата на листовите која преку ноќ се менува во есен. Кога си отиде Ели, со сета радост и возбуда, куќата стана потивка. Се повеќе го слушав дишењето на секој човек кој по некој случај ќе се најдеше внатре. Мислев дека со мојата острина и лутина ќе го натерам Симон да остане. Сгрешив. Си отиде. И тој си отиде. Куќата стана уште барем малку потивка. Не му дозволив да ја искористи стипендијата која ја доби. Се каравме. Беше лошо. Сгрешив. Освен што не го задржав, не му дозволив на синот да замине спокојно. Цвето често зборуваше со него. Испраќав пораки преку незе. Не сакаше да слушне за тоа. Не. Сакаше да слушне за тоа. Секогаш кога гледав натревар на неговиот омилен фудбалски тим, мислев на него, мислев колку е само среќен таму во неговиот нов дом. Се сеќавам кога се роди Филип. Ни зборуваше тој ден. Тоа ми влеа голема надеж. Кога се вратив дома, засадив ново лимоново дрво, му беше омилено. Заедно се грижевме за нив порано. И секогаш, ама баш секогаш, купував од нивните омилени сладки, знаејќи дека ќе завршат локантата многу скоро. И никогаш не дозволив на Цвета да разуреди нивната соба. Секогаш кога ќе влезев таму и да видам мемории, мирисот остана таму сите овие години. Стојано ми беа во мислите и двајцата. Се сеќавам. Станавме блиски со Марко. Неговите родители. Наши многу блиски пријатели. Загинаа во сообраќајна незгода. Беше страшна трагедија. Ние се грижевме за него најмногу што можевме. Ни стана како син. Иако никогаш му го немав кажано тоа, токму тој ни ја влеа надежта во нешто поголемо. Тогаш кога мислевме, дека останавме потполно сами.
Сега ми тука, ова куќа, преплавен со мемории, преплавен со сеќавања, со емоции. Ели, Симон, сега сваќам дека сакаа да си го... Зошто се уште толку многу боли што ги нема. Секавам за начинот на поставив да Симон си отиде. Може би сгреши. Наистина сгреши. Љубовта не е поврзана со тоа колку цврсто ќе го задржиш некого. Љубовта понекогаш значи да го отпуштиш некого, му дозволиш да полета. Може би да издржиме огромната оддалеченост. Извини, Симон. Извини, синко. Извини што не ти дозволи да си одиш по мен. Сето тоа дојде од мојата огромна љубов, грижа и посветеност. Се каам. Но вистина се каам што така испадна. Но понекогаш треба да изгубиме се. Буквално се. За да сватиме што на вистина сме имале.
Легаат мускулите на братот. Во носот, наместо кислород, ми влегуваат цврсти, клутки и јаглен. Не можам да дишам. Ги чувствувам како ми их копат дишните патишта. Влегуваат во сите вени и артерии. Не можам да дишам. Само е тој. Почва да ми бега. Ги ми избега. Доста беше! Не можам да те слушам! Со ова ли ќе заборавиш на се? Со ова ли ќе продолжиш да размислуваш за реалноста? Не знам што да правам. Па не може! Тогаш треба да си среќен, нели? Среќен сум, ама душата ме боли. Зошто те боли душата? Не можам да раскрстам со тој човек. Си отида без да ме праша. Само мене треба да ме праша пред да отиде! Свакаш? Тоа не е се, Симон! Зборувај, Симон! Сакам да умра! Барби, што го посеташ? Може би се останем? Сакам да ти се остави. Зошто сакаш да умреш, Симон? Ти кажам. Тоа не е се, Симон! Оди си, остани ме. Смели се да ги прифатиш твоите чувства! Имаш и врискај гласно! Оди си! Ујавалете! Кажи се да ги прифатиш твоите чувства! Кога ќе се разбудиш, запомни! Премногу цврсто не држеше тато. Сакаше да ме пуштиш, да живеам. Сакаше да пуштиш, да бидам слободен. Никогаш не те гледам како добар човек. Си забравив на себе си воопшто да помислам на тој начин. Ти беше една огромна планина, точка која никогаш не можам да ја допрам. Ама сега не знам дали вистински те мразем. Може би, само ми беше страх да станам како тебе. Да останам овде, во ова место кое толку многу го мразам. Но, сега свакам. Мислев дека беше себичен и злобен, но само многу не сакаше. Направи голема грешка поради тоа што многу не сакаше. Не можам да ти простам за се. Не можам да ти простам за изгубената стипендија, изгазнатиот сон, но мислам дека сега те разбирам. Нани, бебенце, во шарено кебенце, надвор пее петленце, пее кукурика, тебе ми те вика.
памти. Знаеш, Мила, бев изгублива и многу агресивно реагира. Но сватив дека сепак и ова е нашето место. Ја сакам Англија, но не можам да останам равнодушна на онаа барем мала блискост што ја почувствував овие години. Секогаш убаво кога ќе дознаеш како живееле твоите родители. Не с какви работи поминале. Би сакала повеќе да се гледам у Филип, но вистина не ме достигаш. Филип, си ја добил стипендијата во Лондон. Браво! Браво, Филип! За вистината тоа? Сериозен си? Сега ми звона. Браво, Филип! Честитки! Со среќа, Филип, браво. А зошто не ви кажам порано? Со среќа си. Дали ова значи дека Филип ќе може да остане кај нас дека студира? Секако ако сака. А каде е мама? Убави деца. Се надевам дека нема да ги направат истите грешки кои ги имам направено и јас. Знаеш дека ќе те најдам тука. Тато многу пушеше, а од време на време пиеше. Знам, Затоа почна. знам си. А тогаш Ели прекини. Им требаш на Роберт и на децата. Требаш самата. И требаш и мене. Знаеш колку те сакам, нели? Знаеш колку се грижав за тебе, а си дозволив да се оттуѓам, да се однародам. Си дозволив да заборавам. Да заборавам на брата си. Не ти замерувам, мене. Прво поработи на себе си, потоа секи биде добро. Знаеш, првиот месец кога отидов да студирам во Белград, цел месец плачев, бидејќи те немаше таму. И кога те немаше, пробав да те заменам. Ама не беше исто, Симон. Не беше ти и не ми беше брат. Те сакам, Симон. Јас тебе. Знаеш, размислував и се вратам во Македонија. Знаеш, ќе пробам да се прилагодам на животот овде, ќе најдам работа. Сакам да бидам со мама. Филип ќе студира во Лондон и ќе остане кај вас. Сакам да го пуштам да лета најдалеку што може. Поради тоа што знам дека секогаш ќе биде најблиску до моето срце. Знаеш, ако не успех во Македонија, пак ќе се вратам во Германија. За секого и во секоја ситуација има безброј шанси. Само сакам овој пат да постапам правилно. Се среќа, Симон.
Чувај ја, мама. И јавувај ми се почесто. Веќе не ти го заборавам роденденот. Да ја прекинам ли оваа низа? Да го скинам ли овој конец? Толку кревок, толку нежен. Или да го оставам да се виори, да ве ставам во исчекување, кога моите ножици конечно не го пресечат и не пресудат. Што велиш? Малоста е кротка како здив кој лесно мина. Оган кој што мислиме дека никогаш нема да пресуши. Кога младоста ја нема, таа останува само како ехо во темните ходници на заборавот. Младоста станува сенка во мрачна соба, шум во огромна бучава мрафа, која стои до слона. Сеќавањето истовремено се и награди и ни даваат топлина. Но кога ќе ја снема топлината, се подсетуваме што значи да не знаеш. Да се тресеш од студи, вилицата да ти чука, рацете да ти паднат, солзите да ти заледат. Младоста е само сенка. Сенка која секогаш ќе наследи. Точно! Но ќе сватат ли некогаш луѓето дека живењето е во моментот? Дека на големата слика не и треба минато и иднина? Се што сакаш да направиш, можеш да направиш токму овде и сега. Времето бега. Ние треба да го фатиме за ноша и да не дозволиме да не контролира. Ама, и што да очекувам од овие простаци? Бараме Господ во далечните места, во бескрајните соништа. Тој е секогаш пред нас. Го носиме во сите спомени, талкаме со него во секој чекор што го правиме. Секоја мисла за подобро утре е проследена од присуството на нашиот Господ. Господ е дома. Дома е мирисот. Дома е вкусот. Дома е звукот. Дома се преградките. Дома се бакнежите. Дома е дождот. Дома е сонцето. Дома е снегот. Дома се шегите. Дома се созите. Дома е небото. Дома е дворот. Дома е смејата. Дома е трпезаријата. Дома е храната. Дома е светлината. Дома е темнината. Дома е молитвата. Дома е Македонија. Дома се луѓето. Дома се спомените. Дома е се што носиме со себе.
А зошто е толку темно? Веќе не погледаш сонцето, љубов. Кој го уби сонцето? Никој, мила. Никој. Сонцето не може да биде убиено. Тоа е поблиску од било кога. Vesna i Aleksandra.